Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер. Имам особена чест и задоволство да вечерва имам емисија за една од најинтересните проекти, еден од најинтересните проекти кои се снима во моментов во Македонија, Бистра вода. Со мене вечерва во студиото се нашиот легендарен култен актер, чекај да ти испофалам, си заслужуваш, Симеон Дамевски. И човекот кој работи од продукцијата, вториот режисер или second assistant директор, Максим Илковски. Добро вечер и на двајцата, добре дојдовте. Добро вечер, поарно да те најдеме, што би рекле. Што те зачеша, Муни, кажи ми сега со музикава моја. Не може да се сетам од кај беше ова, Сајмон Темплер ли беше некоја серија, ама не сум сигурен, Светец ли, не сум сигурен. Од таму ли е? Не, али многу Позната се ми е близок. нека криминалистичка серија, нешто... Не, научно-фантастична се викаше УФО од 69-та година, 70-та. Вау. Да. Значи многу позната ми е музиката, може да се сетам која е. Во суштина се работи за телевизиско студио, доаѓаат режисери и глумци, а сите они уствари работат во одбрана на земјата од елиени кои доаѓаат со НЛО. Чекај, 60-70 Invaders имаше една тогаш се Не, викаше, таа е не пред да, неа. ова е UFO. Да, UFO, ова не е добро. UFO. Океј. Позната ми е многу. Па би требало тебе како актер и како филмски работник, што се вика, би требало да те влечат овие работи. Не влечат. А изведбата на музиката е од Горан Трајковски. Озбилно? Да, не е ова значи оригиналната наша обработка, изведба. ова Ова е некој они обработка и тоа сериозна. Добро. Од некои добри 40 минути, 20 минути, така нешто беше направена. Имаше од некој од 17 минути беше целиот микс и направи една посебна за оваа за краткиот джингл. А ти го направи, го измикса онај Ја избрав јубилеен за 7 20 години. минути од тоа. Ќе видиш после за што Добро, се работи. супер. Нема проблем. Јани Бојаджи беше пред пар месеци овде кај мене, разговаравме воопшто за филм, за све и го најави овој проект. И обично ја, знаеш, онака љубезно се смешкам, ха-ха, и си викам, ајде да видиме, знаеш, затоа што он викаше многу порано и ќе почне и што ти ја знам и ја мислев дека многу тешко ќе ја истурка, но еве почна со снимање серијата Бистра вода, која во суштина, ја како ја разбирам, те молам, сега ми треба од тебе да извлечам што е можно повеќе. Ќе видиме. Дали се работи, за каква серија се работи? За Жанровски мислиш, во жанровска смисла? жанровска смисла и дали е тоа секоја епизода за себе, дали е тоа некој континуитетна, приказна? Континуитетна приказна, значи станува збор за некаков микс, барем така во состаноците кога првите проби ги правевме, така ја објаснија, некаков микс во суштина е криминалистичко, семејна серија. И се тие два жанра кои ќе ги измешаме, станува збор за едно семејство и за некакви, да кажам,
Па ќе видите, со убиство почнува серијата, некаква истрага која се води, кој е убиецот и така натаму, ги откриваме односите во семејството, односите со општеството, со други луѓе во општеството. Така да јас би рекол дека е криминалистичка серија. Јас кога би ја жанровски би ја нарекол, би рекол дека е криминалистичка серија и е во континуитет, значи целиот процес, развој, што се случува, кој од каде, почнуваме да ги откриваме тие игри зад кулисни, како дошло, зошто дошло, и целата серија е за тоа кој го убил човеков од првата епизода. Што значи во континуитет е долга серија, е многу голема, голем и захтевен проект е, станува збор за 12 епизоди, од кои секоја е по 55 минути и се снима филмски со една камера. Значи тоа е многу захтевно, многу големо, бара време, бара средства, бара многу внимание за да ја истераш како што треба. Целата работа и сите навиваме да биде убаво, затоа што одамна не сме имале таква серија, не знам дали некогаш воопшто сме имале криминалистичка серија во Македонија. Бар јас не се сеќавам во периодот кога живеев овде дека е правено нешто такво. Значи, треба да држи, но се базира на тоа и се базира на многу интересни карактери. Целата серија е базирана на многу интересни карактери. И пред 10 години, 12, јас и мојот најдобар другар, УПА, колега, Љупчо Тодоровски УПА, Јани ни ја донесе првата епизода, нас многу ни се допадна, и тогаш се нафативме да направиме еден пилот. И успеавме да го снимиме пилотот, аплициравме во Македонската радиотелевизија за средства, тие ни го одобрија проектот, но средствата беа минорни. Не можеше да се направи за тие пари, се повлековме од производството. Во меѓувреме, без да знам јас, значи УПА и Јани работеле на ова. И серијата стана, за жал УПА го загубивме лани на ковид. И јас играв, требаше во серијата, во пилот епизодата играв сосема друг лик, а сега го играм и ликот на УПА, кој што УПА требаше да го игра. Мислам дека ќе покажеш некакви снимки од едно снимање од пред неколку вечери. Тој лик што го играм јас требаше да го игра УПА во серијата. На Facebook може, значи нема некаква посебна ексклузива, на Facebook ќе има страната од снимањето на серијата Бистра вода, тука се и фотографиите од серијата, каде што, еве, например, ова е од пред некоја вечер, ако не се лажам, ноќното снимање што го имавте, и веднаш можеме да заклучиме дека си попил метак и те срдиселе. Да. Да. Вака почнува серија? Мислам дека почнува со оваа сцена, па се враќа назад малку, па оди пак напред, да видиме што се случувало, како дошло до тоа и продолжува напред со истрагата. Мисля дека има и видеоснимки, нема видеоснимки, очигледно. Еве еден од поголемите, главните ликови, да не кажам. Еден од главните ликови во серијата. И станува збор за така една приказна која се провлекува или зафаќа па убав сегмент од 40, 50, 60 години, ајде 40 години наназад, оди нанапред, да видиме што се случувало, ама ги разоткрива односите и причините за тоа што се случува во серијата. Што ќе пуштам сега, што е ова видео? Појма нема. Не знам од маркетинг што е пратено. Ова е промо спот што се подготвуваше како тизер за нашиот серијал. Добро, режија, може звукот 50 секунди. Ова е калењето на... Правењето на вртелешката. Или вртелешка или вртешка. Да. Снима тоа. Таа вртешка има централна улога во филмот, во серија. Да заврши. Оди звукот таму, Ја го ја. Океј, видовме ова калењето на вртешката, но ова е символ малку подлабок. Сакаш нешто, Максим, да кажеш за ова? Ја за се имам да кажам, само од почит редот ќе го како што оди. Прво јас не кажав благодарам што сум поканет овде. После 16 години тогаш на Skynet се појавивме со светот на децата еднаш, а сега ми е чест да го споделам екраните со публиката. Ме убива, што секоја вечер
Ја споделувам и јас нивните надежи, солзи, смеи и нели, го следам. И Што беше тоа со Светот на децата? Светот на децата имаше на Јас заборев Skynet. дека на Skynet сум имал емисија. Продукција имаше. Светот на децата нешто слично како што е Тинтири Минтири денес. И имавме снимање во зоолошка овоне, јавев као едно од дечињата од актери, еднаш не седна 10 луѓе тука на маса бев, мислам, тогаш во студиото таму. И ве частев Макдоналдс. Макдоналдс. Да. Макдоналдс тогаш дојде за децава и сите јадат и никој не може да збори и јас со тој да стариот направив. Интересен За момент. серијата, кога За серијата. спомнавме, главната приказна ја водат двете семејства и нивниот конфликт, протагонистите и антагонистите. И Што е нивниот конфликт? нивниот конфликт е на многу нивоа. Генерално и двете се богати. Откриваме пополека кои се и што се тие луѓе. Од политички па се до буквално живот. Или едните или другите доаѓаат. И сега, Пари, живот, влијанија. дека зборевме за жанр, тоа ја води приказната и паралелно се појавуваат сите споредни ликови и нивните приказни ни ги покажуваат на општеството сите групи, категории можеме да ги видиме од најранливите до некои што живеат многу престижно и имаме исто паралелна една семејна драма што се случува, обединување на семејство и на друго семејство по лош крај. Колку карактери, колку ликови Окей, има во оваа серија? Колку рече? Многу. Имаме Мислам дека е 50 лика? па има 40 ликови, Сериозно? Мислам, многу. околу 30 се главни ликови. 30 главни Да, лика. многу комплексен. е проект. 10 се најзастапени, 30 се важни, имаме заокружено со споредни ликови вака околу 80-90 актери што се. Останатото се статисти. Ја не знам вака масовно учество. Има ли актер што е пропуштен, што се вика овде? И има што е пропуштен, за среќа има уште и 2 серии се подготвуваат. Многу богато лето е. Значи во летово се најавени 6 играни филмови и 3 серии. До септември треба да почнат, барем се најавени. Дали ќе има пари, дали во моментов ќе може да бидат обслужени сите, оние што имаат приватни пари тие ќе си терат. Тие што чекаат државни пари ќе видиме како стои ситуацијата со финансии. Но ова е најголемиот проект за кој што знам, зашто е стварно обемен, многу комплексен, многу приказни струи се јавуваат, се испреплетуваат во серијата и сега тоа се некои помали епизодички има некои што се повторуваат, инспектори и така натаму, низ целата серија нема, па во епизода ќе влезат една-две сцени. И интригира, јас внимавам да не каже нешто кое ќе ни ја заврши серијата, џабе ќе ја гледаат гледачите. Мораме да бидеме внимателни. Не пази, Не, па види, мораме да бидеме внимателни да не го откриеме крајот и што се случува. Кој е убиецот? Па да, иначе која е поентата да го гледаме, меѓутоа убаво е да го откриваат ќе биде и на гледачите позабавно. Значи јас не ќе да ми раскажуваат филм, биде ова ќе седнам нешто- у кино младичот што направи на крај. Ќе биде ова во стил нешто на Агата Кристи? Па да речеме да. И така ќе биде. Да, и не знаеме како ќе се одвива и што ќе се случува со ликовите. Има не едно, има неколку обиди за убиства, имало неколку убиства претходно. Значи полека ќе дознаеме дека тие се поврзани, дека има некаква испреплетеност во целата работа. Не е случајно, ама поприлично има и мрачни моменти, има многу емотивни моменти во семејствата, тоа што се случува внатре, зашто ова време го отсликува во кое живееме, а тоа не е секогаш лесно и убаво. Ме интересира како актер. Кажи. Видовме дека на почетокот на серијата твојот лик е убиен. Да. Но ти истовремено го глумиш и неговиот брат близнак. Имаше ли време овој што е убиен да се развие тој лик? Дали ќе има флешбекови назад, дали или Има малку флешбекови, но не многу. Има малку флешбекови, слушаме повеќе за неговото минато, колку што слушаме. гледаме. Да, е невозможно е. Значи го развиваш ти ликот на братот, уствари, во суштина цело И време. мора два да направиш, зашто ти многу интересно кога играш, прво да ти се заблагодарам што ме представи бомбастично. Јас подолго време не работам како актер. Имав здравствени проблеми, долго живеев во Америка. Заради здравствените проблеми почнав да се бавам со продукција, со пишување, сценарија и така натаму. Меѓутоа последниве 3-4 години како ми се врати енергијата и здравието, јас работам поинтензивно и се повеќе ме викаат. Вака, режија, дај го компјутерот. Само да се објаснам дека ова не беше некоја само формално, тривијално, да колку да кажам нешто, да го пофалам без никаква. Ова е IMD профилот на
на Симеон Дамевски, каде што можете да ги видите, еве, прво 4 клучни филми каде што има. Крај на војната, пред дождот, враќање и Snow White, Dyson, Снежана умира Еден, на крајот. Сега ќе излезе тоа премиера. А ова се само филмските улоги во кои ти учествуваш. Како кастинг директор, како продуцент, како она што Максим се работи, секој директор, асистент. Така, и ако видиш таму сум од 96-та до 2005-та немам ништо. Значи живеев во Америка во тој период, па од 2005 до 2010 и од 2010 до 2016 немам ништо, јас имам здравствени проблеми, се повлеков малку, не можев да издржам да играм и последниве 3 години почнаа многу да ме викаат и се повеќе и повеќе се полни тоа. Мене ми е мило зашто јас цел живот сакав да бидам актер, во еден момент кога се разболев, кренав раце затоа што полесно ми беше од дома да пишувам или да организирам филм. Два од филмовите што ги кажа горе, јас сум продуцент на тие два филма. Да, стои дека сте. Полесно ми беше, таа не бара толку физички, не е толку, е напорна, ама не е како актерството. Актерството бара да си присутен 12 сата на сет. Како продуцент седиш у столица и гледаш што прават тие таму, нели? И вртиш по телефони и ги организираш работите. Но сега ми е мило пак откако јас ја напуштив таа работа почна да ме викаат многу. Јани кога го пишувал текстот, кога го правел ликот. Да. Имав чувство дека он спрема упа го изградил целиот лик. Веројатно. Дали го после прилагодивте ликот спрема тебе или влезе во неговите чевли? Не би знаел да кажам, мене ми е тој нов лик. Многу интересен, многу захтевен лик, зашто двајца е захтевно кога играш. Од таму тргнав ти, без разлика дали имаш една сцена или 3 сцени во филмот, ти мора да го разбереш и да го подготвиш целиот човек. Да знаеш кој е, што е, како оди, како зборува, зошто така оди, зошто зборува. И се тоа е, можеш да имаш една сцена, ама пат бара иста работа. Само нема снимање толку. Кога ќе дојдеш на снимање, нема толку диалог, нема толку, брзо завршува, ама ти некого мислиш. И ми олесна кога го завршивме, затоа што симнав еден багаж да не морам да ги двојам двајцава луѓе да ги разликувам. Сега можам да го работам другиот и тој го подготвувам, тој па овој е па многу захтевен зашто има огромен текст. Значи, мислам дека отприлике по некоја моја дома што сум работел на сцени и така натаму, во секоја епизода имам по 1/3 од епизода. Од 55 минути 18 сум на платно. У 12 епизоди 18 минути на платно се 183, не, 2 играни филма. Значи нон-стоп сум на платно со диалог или со монолози. Има околу 60 монолози. Ти знаеш што се монолози. Значи тоа се големи парчиња кај што зборуваш од 1 до 3 минути. Јас знам секоја вечер 45 минути имам овде. И тоа е од 1 минута до 3 минути треба да ги научиш, тоа се 60 комада. Мене ми е лесно И импровизирам. диалози ти импровизираш, ја морам да ги научам кој што ги напишал Јани. Така да е многу обемен и многу е захтевна работата, а се снима во 50 дена, не е тоа да е развлечено како што снимаат американците или други серии кај што има многу високи буџети, па си снимаш една недела, па втора недела, втора епизода, па трета недела, трета епизода, па четврта, нели 26 недели се снима. Ова е како да кажам рудник. Почнуваш на денеска и за 2 месеца, за 60 дена работни, завршуваш со снимањето. И нон-стоп учиш и работиш. Продукцијскиот дел, кога е волку интензивно, има ли простор за актерите да покажат, да им се создаде амбиент, да покажат сваќаш она актерска глума со ќутење, со поглед, со сето тоа, да има таа енергија, да ние поверуваме дека е тоа стварно Има, особено затоа што кастингот е совршен. Самото тоа, Јани ги има избрано најдобрите ликови за улогите, тие се половина веќе го живеат тоа и се природно тоа што се. И а сакаш да кажеш ликовите од како да се кроени за нив, како да се толку кроени природно влегуваат во улогите. така. И имавме можност, нели, актерските проби си го правеа своето. Таму се усвои секој детал, нели, емоциите, дали да биде малце понавака толкувањето на репликите. И мене ми беше чест и шок да ги видам на една маса најдобрите македонски актери собрани онака и тогаш разбрав дека ова е нешто посебно важно и големо, бидејќи не е ова нешто
понудени кој знае какви пари, па за тоа да се дојдени овдека, се дојдени од љубов и сценариото на сите многу им се допадна. Многу ги допра и темите што ги разработува се нешто со кое што секого му значи, може да се пронајде. Значи, ја не ви даде, ја прочитавте целата приказна, ја знаете до крај? Цела. Аха, добро. Мислев Ние ја дека знаеме, ви дава дел по дел, А, па не. она ја чува мистеријата. Не. Мора- Не може знаете. така, мора да ја знаеме, зашто мора да Кој знаеш како убие се развива кој ликот. кој крив? Да. Види, ова е само да навестам, ова веројатно ќе има и втора и трета сезона серијата. Да, Океј? според Значи, нема разговорите, крај. Јани во глава ја има втората сезона, само нели ништо не е сигурно додека ова не помине како што треба. Ке треба пари. Да, Не треба помине како што треба, па да земеме пари уште. актерите го читаат текстот и они доаѓаат на сет со научен текст. До сега не се случило некој да не знае текст. Многу често од прва ги погодуваат точно како што треба и ремарки, и реплики, и да присуствуваш на сет е како да си на театар. Секој тек, вниманието така го впиваат актерите, толку се уверливи. Просто е пријатно да си таму и да ги гледаш колку е добро, и тоа исто има голем удел. Јани, значи, тоа што им го прави режијата е на секоја реплика им дава актерско поведение и движење, и тоа е од Што најобичен значи тоа? од најобичен диалог ќе направи да биде интересно. Ќе му рече, ти кажуваш што сакаш да кажеш со тоа, например репликата, ама он ќе му рече ти протестираш и си справаш на масата кога кажуваш тоа. И секоја просторот не го остава статичен. Ќе ги премести во овој ќеш, ќе ги донесе тука, ќе ја видиме целата сценографија. Од секој ќеш ќе го видиме просторот и те лепи, не можеш да не гледаш. Што значеше она што Даменски го кажа, се снима филмски со една камера? Како вообичаено се снима серија, па ова е со една камера, и што тоа значи во продукцијска смисла, надоврзи се и ти? Многу серии се снимани и студиски. И филмски, ова е тоа што ние една сцена знаеме да ја правиме по 3 сати. И ја правиме од секој кадар и ја кадрираме максимално. Се прави, детали се прават и се снима додека не е прилично доведено до совршенство. Не оставаме ништо да виси. Што значи? Телевизијата бара побрза работа, зашто нема такви буџети кај нас. Не зборам надвор серииве нови што ги прават, тоа се со филмски буџети и изгледаат феноменално. Вешубо изгледа во манастирот, феноменално изгледа. Не, сцените се Ова е се горе од во камерите. Свети Пантелеймон, во Нерези ова. Ова се фотографии од камерата. Немам појма. Јас тоа не Ова знам. Ова е сликано со апарат. Ова е со апарат? На терен, да. Добро. Да. А еве го символот вртелешката, Да. каде Овој- се овој- наоѓа на подот во Да, во Нерези. Со Нерези. Да, тоа е интересен момент. Види кога снимаш. Извини. Вртешката ја чуваме мистерија, и со маркетинг, нели, тоа е стратегијата. Обрнете внимание на овој символ. Овој символ не ни се појавува прв пат нас овде во овој серијал. Овој символ можете да го видите низ македонски символи, книги, антички, некои во градот споменици, мостови, се појавува и е блиска со македонскиот мит, македонскиот бит. Горан Трајковски од ова знаеш што направи? Ги ја видов, да, на албумот. На албумот Забивање нож во грб, ние македонците едни на други. Ова представува нешто друго, Да, само во серијата е серијата ќе се открие и е блиско во серијата до тоа што А навистина ова е представува нешто символ. мистериозниот објект кој ќе Па го бараат него во серијата, да речеме, така. и тој се Тоа појавува. тоа ќе биде од клучно значење во серијата. Ќе ја води. ќе се врзува со македонска историја, Со или се. тоа ќе биде измислена историја, или ќе Па. се има со реално или со фикција? Да Винчи кодот има Да, вистина, има има вистина, измислено, некогаш не знаеме што е измислено, што е вистина. ТВ серија треба да биде забавна за публиката, забавна. Ние не пропагираме дека Треба да има- дека сме 100% Така е. верни на вистината Така е. и на она што е како што е. Има нормално се додава малце да биде по ентертејнмент. Може ли со ваков интензитет и со олку голем број на актери
тоа и да изгледа конечно или на крај завршниот збор ќе биде во монтажа? Јани е и продуцент и писател и режисер, така што ќе биде кој што треба, пошто тој што има визијата, ако го има последниот збор, во овој случај го има, значи ќе биде секако што треба. Монтажерот е супер согласен, нема да тоа, он и самиот половично паралелно го монтира материјалот како што се снима он е на сет со лаптопот до нас. И он прави еден рафкат, потоа со Јани ќе му направат само И една сцена колку тејка имате, затоа што мора со една камера снимате. со една камера ја преместуваме. Тоа е тоа филмското. Види, Ние брзо. го правиме како за Netflix. Што спомна споредбата обично со филмско. Правиме ти можеш да ги оставиш само една широк, дај му крупен на едниот, крупен на другиот, чао пријат. Ние за секој кадар светлото го погодуваме и плюс секој кадар ние ги разигруваме актерите, не седат цело време на едно место. Една сцена може да биде како 4 малечки сцени затоа што ќе ти се преместат низ собата неколку пати. Но ние гледачите не ги Е, вака. прецепиеме работите. Ние треба да гледаме нешто интересно да ми Така биде. е. Ај од другава страна, сега ќе ти кажам јас, пошто сум работел и надвор, знам малку како одат работите. Аха. Значи, разликата меѓу филм... Во Америка ова Во Америка, работеше? да. Па, да. Зашто се врат? А? Се разболев. Јанко, и после не ми се допадна како се одвиваа работите таму. Ама тоа е друга приказна, за друга емисија, не е за ова. Ќе ми раскажеш, ќе ти ќе раскажам. доеш, Да, зашто- со задоволство. Како идат работите таму? Да. Но кога снимаш телевизија, значи телевизискиот формат се разликува малку и во приказната, и во раскажувањето, и во кадрирањето, но кога работиш со една камера, си ограничен, мора да ја префрлаш од една на друга страна, ме слика мене, па те слика тебе. И тоа е дупло време. Кога работиш со две камери, истата сцена, малку светлото бара малку подолго подготовка, но сликаме со две камери и истата сцена е додека се одвива и ме слика и мене и тебе и можеме побрзо да работиме. Значи се штеди на време. Овде работат со една камера и мора да ја префрлаат. Разликата, да кажам, е, имаме ни една изрека, колку пари толку музика. Okay? Значи, на филмовите американски се работи по 40 и по 50 тејка на истото. Ние работиме со 2-3 до 5 тејка овде. Генерално во Македонија така се работи. Јас сум работел на некои филмови и до 10, ама тоа е плафон. Ако мора, ако нема. Актерската работа бара време. Значи, треба да се опуштиш, да се создаде атмосфера. Убаво е што имавме проби. Тоа ни овозможува да ги најдеме ликовите и горе-доре односите, сцените, тоа што се случува на време за да не губиме време. И овде на вистина имавме проби на оваа серија. Те барат? Не, мислев да не Горе. одозгора ти Не, праќаат порака. Ако ми праќаат порака, не, ја комуницирам со режија. Добро. И кога, значи, бара време, некои актери побрзо влегуваат во сцената, на некои актери им треба малку подолго време да влезе во сцената. Па мора да темпираш да се најдеш со партнерот. Згоре на тоа, некогаш ќе погреши камера, некогаш ќе погреши звук, некогаш нема да биде секај што треба, светлото нема да одговара, технички нема да се погоди целата работа. Има нешто што ние го викаме мизансцен или движење во сцената. И сега тоа е како балет, додека не го направиш еднаш, два пати, три пати, четири пати, да ти стане втора природа, да не го мислиш, за да можеш потоа емотивно да реагираш на партнерот, бара 3-4 тејка. Ние не го имаме тој луксус. Значи, бара да Па си и многу ова не буден. гледа дека е ова е прилично статична камера. Да, камерите се горе-доле статични и работиме статично во серијава, нема време да поставуваме шини, клизечи. Сега за сега јас не сум работел, нема време, но тоа зависи и од тоа што сака да го постигне режисерот, што сакаш да постигнеш со кадарот, некои се подинамични кадри, од рака можеш да го правиш теа со новиве камери, тоа се работи и од рака. Ако сакаш малце нервоза да добиеш во кадарот, движење, динамика, тоа се прави од рака. Јас не ги гледам што прават деновите, јако не снимам, зашто моите сцени може да се помирни, постатични, зависи од ликот како ќе го црташ. Но поприлично брзо се работи и тоа е добро зашто што не губиме време, да имаме пари €1.000.000 по 100.000 по епизода, ќе го снимаме пола година. Немаме тој луксус. Значи мораме сите да бидеме будни 100% и во минимално време да го завршиме тоа што треба да го завршиме. Затоа го имаат научено текстот, актерите и така натаму. Немаме време за грешки. Има ли време за да се фати убав кадар? Има. Се надевам. Јани знае точно што сака и он од актерите одма им доаѓа им кажува им го, и он им го игра пред нив фактички целата сцена ќе одигра прво сам и тоа добро и
се местат. Има доволно проби пред да почнеме со снимање, пред да направиме проби. тек, ќе го направиме. Ајде уште еднаш, ај сега една проба со камера да видиме како ќе биде, за да види фокусот како ќе му Тоа е треба сепак прилика. повеќе тејкови, само Епа, не е со така актери. де не е со Да, снимање, друго е, со камера. пошто кога е тек, друго е и тонецот снима и се бара потпуна тишина и цело време ни е нас тишина, но со пробите малце побрзо дека гледаме прво движењето го усовршуваме, па после ќе дојдеме ќе ги ставиме светлата и камерата и звукот да видиме со техниката како ќе се одвива целото. А за камерите Како изгледа визуелно, статична камера се движи, влегува, му иде у врат додека се движи. имаме на статив е најчесто и тоа дава нели една стабилна гледна точка. Имаме швенгови, следење, имаме Има, менување. значи, Променуваме фокус, Динамика. длабочина на поглед во текот на овакво и имавме обид за шина, толку ќе кажам вчера. Комплицирано е, А, време треба тоа. Треба да е опремата ептен, стегната, сите штрафови, ама тоа ќе има денови ќе се прави и со шина. А Потполно те ова разбирам. камера, Јас сум, да, каже. ова е Арија Лексата, само ова првиот ден супер беше тука во манастирот, бидејќи широки екстериери тотали. А вториот ден имавме снимање во мало станче што е такво напуштено, мислам такво и треба да е подраматуршки. Камерата не ја собира внатре, ако ја ставиш во еден ќош, можеш само другиот ќош да го фатиш и видовме дека ова е многу гломазна за нас, башка тежи 30 кг и стативот не е наменет за ваква камера и си ја земавме Сонито. Таа што вршеше работи за македонски народни приказни, се снима 4К. Ти работеше на македонски народни приказни. Да. Како ти искуство? снимивме. Колку имаш снимено? Па имам 100 епизоди снимив јас. Режирав, а вкупно проектот направи 164 епизоди во текот од 2020 кога почнавме. Ти 100 режираше, значи имаш добро искуство да си на ова. Па да. Што е разликата сега измеѓу тоа и оваа продукција на ова? Има голем скок. Таму имавме претежно фиксни локации. Ја знаевме куќата, тие ни беа собите, екстериерите и бевме одлично запознаени. Тоа беше голема предност што многу брзо можеше да се движи се. Немавме од почеток запознавање со просторот и веќе знаевме во која соба кои ни се аглите на камерите, која ни е сценографијата, кој ни е осветлувањето, кој е пристапот кон нив. Исто и актерите, драмските поведенија си ги знае. Или е алчниот бакалџија, или е мајката што се грижи за ваквото и лесно си влегува во улогите. Нема нов зафат Ова е при многу секој. позахтевно и временски и Па, ова е професионално. возбудливо што секој ден, секој кадар е нова загадка. И си бара различно решение и е супер креативна работа. Со правилното знаење се наоѓа на се решение. Нормално ќе има некои предизвици неочекувани, да не речам пречки, ама тоа се знае во нашата индустрија дека е така и до сега на се сме нашле решение. ќе збориме за сетовите. Кажи ми за актерската игра, преплетувањето на ликовите. Стварно мислам 10 главни, 30 мислам не ми е јасно. У театар ова го немаш. Да, не. Види, и овде има, да речеме, кога велиме 10 главни се доста присутни. Значи имаш ти секогаш мора да имаш Ти си главниот лик во суштина, носички да, на протагонистот. сцената. Така е. И има антагонист. И се има ликови кои помагаат, контагонисти ги вика Јани, што му помагаат на протагонистот. Дали серијата е низ твоите очи? Не. Дали е приказната? Тоа низ зависи, не знам, Јани низ кои очи ја гледа. Тоа не можам да ти кажам, зашто тоа никој не го знае, тоа само он го знае. така. Класичниот начин, ајде Како ќе ја раскаже приказната? ќе ги Американскиот видиме на начин на кажување на приказната е секогаш во емпатија или со главниот лик. Секогаш се раскажува низ очите на антагонистот или ако не низ очите, со симпатија или со поддршка на неговата линија. Знаеш зашто Како ќе го прашувам? раскажува појма не. Дали имаме конечно, бидејќи знаеш како, се од ова вие што ми го раскажувате, ми звучи оној модерен нов начин на снимање серии кои се појавија, да речеме од Breaking Bad па наваму во светот, каде што и многу анонимни продукции се испојавија. Дали е тоа Унгарија, Романија, Данска, некои чудни земји кои извадија многу Страшни интересни серии. Да. и тоа да речеме 6, 7, 8, 10 епизоди, но во суштина се работи за еден добро различен и интересен филм. Така е. Дали сме тука негде, Така е. дали оваа серија
Ќе ја видиме Се на надеваме, Netflix. се надеваме, ние би сакале да ја видиме, се разбира, јас не можам да зборувам, не знам како тоа јас не го гледам материјалот, одбегнувам да го гледам материјалот, не ме интересира. Нека си ја работат они својата работа, ја работам својата работа, не можам да се занимавам со тоа, нит сакам. Но ако материјалот изгледа добро, она што можам да ти го кажам е дека имаме драматуршка, одно сценаристичка подложка за многу добра серија. Чи стварно е напишана добро. И јас тоа ти го кажувам од искуство како актер, зашто сум работел на многу проекти, мене ми се случува на овој проект да прочитам у 11 епизоди да ми стане јасно дека тоа што го вика ликот у првата или втората епизода не е случајно и дека е конзистентно како карактер. И тоа речи си да не ми се случило во животот на наш текст. Значи, стварно е напишано, авторот знаел што пишува и го следел истиот лик до крај. И од неговиот карактер ги пишувал и репликите и се. Речи си да не ми се случило во мојата кариера кај нас. На таков текст да наидам. Има убави такви точки, ама ова е неверојатно конзистентно. Најконзистентниот текст што го имам. Плюс е многу интересен, плюс е има мистерија, плюс има загадка, емотивен е многу. Сега, значи тоа е подложката, основата ја имаме за добра серија. Како тоа изгледа на камера, не знам. Еве ги гледаш фотографиите, ова изгледа феноменално во екстериери, кај што ги гледам, па и тие слики во интериерите не се обработени, мора да се обработува сега тоа, зашто бара ноќно светло кога користиш, бара да го обработуваш подоцна со колор. Но ако тоа се измонтира и ако така изгледа и се измонтира и ја каже таа приказка што ја читам на хартијата, дефинитивно ќе има и надвор продажна моќ. Тоа е се што можам ја да ти кажам, зашто не гледам материјали. Не ме интересира. Не ќем да се нервирам или да не се нервирам. Ја би се надоврзал. Приказната е, да, сценариото го имаме одличен темел, а тоа и се учи по режија со добро сценарио и добри актери, тоа ти е основата на се. После останатото, нормално дека е важно, ама без тој темел, добар продукт не може да се вети. И приказната е, што спомнавме, дали е низ очите на протагонистот, ние овде имаме можност да се идентификуваме со сите од ликовите. Да на момент, и тоа мене многу ми се допаѓа, да си речеш дали негативецот е во право. Тоа е многу добро writing, пишување. Тоа е модерно пишување. Скоро до сега сваѓаш и со оние преврати дека тој што си убеден дека е на почеток негативец, дека на крај испаѓа сосема. И тоа има сериозно добра причина. Не можеш да Каде се одвива приказнава? Кое време, која е локацијата? Само да додадам, и никој не е лош до крај. Не постои комплетно зол овакво. Ама нема ни комплетно добар. И тука да. И само уште да додадам пред да одговорам, во однос на кадрите, изгледаат светски и јас сметам дека е достојно за Netflix, бидејќи секој кадар изгледа богато и со таа длабочина на фокус и каде што се заматува преден план, заден план и игрите со фокусот се доведени до совршенство и осветлувањето е безпрекорно. Од една најштура околност може да ти направи да речеш вау, колку убав тоалет, а тоа е обичен тоалет. Да. Од се прави нешто. И само ќе се коригирам, ова не се фотографии од материјалот снимен. Не. Ова се фотографии со фотографски апарат. Материјалот снимен е прилагоден на светлото и предпоставам дека изгледа многу поинаку отколку ова сега што го гледа, затоа што ова е со фотографски апарат снимано на светло општо, таму има се подесуваат филтри, се подесува бленда, се подесува се што треба, така да дали сигурен сум знаеме дека која изгледа година поинаку. се случува и кај се случува? Сега. Денес, сега, тука. Ова е модерна драма. Да. И допира на сите прашања што ги има денес. И сите проблеми. И кај нас, ама и светски. Ќе носите маски, коронава ќе имаме, редови за чекање за бенз? Нема во да иде сценариото, тоа. не е предвидено, не е предвидено. Така, се шегувам малку. Да, на тоа не е Затоа што предвидено. сценариово знам, Јани го кажа овдека уште пред 10 години, единствено што ме радува што снимате на ова сонце, сега е најголемиот ден доаѓа, Да. најдолгиот ден. Мислам
во годината Да. и светлото генерално е. А Јани овдека во емисија ми кажа, сега сакам ја да ликувам малку да му тријам нос, вика ќе почнеме порано, вика, април месец, крај на Тогаш е април. најубаво светлото. Затоа што вика најубаво, ама викам тогаш е она шучмурасто, малку сивкасто, нешто руско уметничко, доста викам од таа социјално вика, ама вика проблем е вика лето, вика. На 2 сати треба блендата да ја подесуваш. Нека ја подесуе сега Да, блендата. Знаеш што е најголемиот проблем? Важно ќе го Зборувам од- имаме она, затоа што тие западни интересни серии кои ги гледаме, они визуелно, нас не лепи прво приказната. Се Џабе е разбира, све се друго. разбира. Ако приказната не е ти што сакаш можеш Се разбира. да правиш, но тоа она добар лош грд не ме зезе, ако не е снимен у август, а немаше да беше снимен у февруари, Види. ќе беше жива тапа. Малку ќе те разочарам, можеби, но од гледна точка на кинематографер, на снимател, јули и август е најлошото светло. Сонцето е многу жешко и нема сенки. Кинематограферството, богатството на сликата бара сенки, бара малку под агол да паѓа сонцето, да има златни бои, тоа се добива во овој период, ако снимаш, тоа се добива на почетокот на денот и повеќе на крајот од Немам денот. време. Како Неупотребливо би ти у дебата со ова, безобразно да ти се правам препаметен да се правам, се шест. Случајно знам зашто работам со кинематографери сега. Но Јани со право ти си сакаше... директор на Манаки, Така е. ние ќе се видиме за месец дена повторно само за Манаки Може, ќе направиме. може. Така, Да. но да се вратиме на серијава. Колку време ова ќе се снима уште? Колку имаш До крај на сцени? јули мислам дека планираат да снимаат, би требало некаде крајот на јули да заврши. Што е тоа? Кажи ми, какви све сцени имаш ти во твојава приказна сега, ако ќе речеме? Секакви Еротски? многу е... Не, нема еротски. Серијата е... Тепачки? Нема пцуење. Кунг-фу? Не, Нема не, пцуење? нема Наменета е за пцуење. прайм тајм. Правена Тогаш не е за... македонска. Како може да македонска? Правена е за да може да нема рейтинг, да може да ја гледа секаде и да се гледа во секое време од Parental денот. guidance. Со исклучок на убиство во ова нема ни насилие, има Они се држат до тоа, ако не покажеш повеќе од 3 секунди до 5 секунди, 10 секунди одредени сцени на насилство, Да нема убиство. parental Овакво guidance. нема, не го прекршуваш тој овакво. И многу овакви или се од подалеку и немаме директни, некојаш имаме нели некој ако се ќе се упукаат, ќе покажеме прво реакција, нели како врз другиот ќе прсне крв, одошто да ја видиме директно таа упукување и така некои се ублажнуваат некои елементи да може целото семејство да ужива. Јани ти е уредник на ТВ Алфа. Тој знае што и зашто има ограничување и води многу сметка за тоа да биде видливо за сите возрастни Ова е во категории во продукција нашата на земја. ТВ Алфа, за ТВ Алфа ќе биде. Немам ТВ појма. Алфа Синемон Не, продукција се вика продукцијската куќа, но претпоставам дека ќе се емитува на Алфа. Синемон има партнерство со некои продукции кои што даваат свој удел и учествуваат. Така што претежно според Синемон се води. Океј. Таа е негова чија е, таа на Јани? Продукцијска куќа или не? Па така, Cinnamon Media Factory уште нема куќа, не постои како куќа, туку е така Продукција, де? на лист да кажеме, нели, создадена продукција. Да. Но дали туку ќе иде е што- прво на Алфа низиното? Да, премиерата Веројатно. оди на Премиерата, Алфа средина на септември, значи ние сакаме во 50 дена да ја завршиме, Да, сега сме септември, 13 ден, во подготовките ние немаме ние план за до крај на снимање. Затоа што ние актерите ги немаме откупено, тие имаат свои проекти. Не знаеме кој кога ќе биде достапен. Ние буквално од ден за ден успеваме ова да го организираме, тимот што сме организатори и ги подготвуваме. Имаме неделна скица што сакаме да снимиме, кои локации, сакаме оваа локација се да направиме. Денес ако да знаеме до следен четврток дека актерите ни се достапни, седнуваме тимот, правиме распределба, разработа на локациите, на сцените, кои се, по колку зафаќаат и ги доставуваме, правиме дневни диспозиции и според тоа се водиме. И за сега е успешно. И како иде покрај продукцијски у Македонија, у Скопје да снимаш? Ова е прв пат некој вака да снима у Македонија. Јани тоа вика немаме од кого да земеме пример. Ќе биде пионерство кај нас, иако вели во Србија и погоре, ова е секојдневно.
И е дури жално што го немало до сега, Така е. кај се до сега. Апсолутно И жално, а возможно. се надеваме дека ова ќе повлече и ќе инспирира за во иднина и многу вакви проекти. Ова е Само да се појави на некој од овие сервиси, Amazon, Netflix, Disney+, некој. Неки гледам, грабаат едноставно, бараат некој Се што разбира. продуцира и не се стискаат да ризикуваат пари па и да изгубат. Каква серија Тор гледав да ти кажам, нели? Тор, серија Тор. Норвешка. Значи се одвива во едно село. Знаеш што е неготино Лас Вегас за тоа. У еден фјорд 10 куќи. И едно овакво, и едно дете од средно школо почне у него Тор да се јавува. Нема ефекти, нема ништо и све е наприказно, човече. Као британци некоја ќе ти направи серија, ништо нема у филмски у неа, нема вака ја гледаш. се одлепиш. Све у приказната, добро спакувано, ама и добро измонтирано. Така што се надевам дека ова ќе биде јас. исчекор и затоа овдека бидејќи не само вас, ќе дојдат и други актери, актерки, Се млади, разбира, постари. Почнавме прво со најјакиот сега, со Тор. А, Со да. Один. Ти Со си Один. Один, со Один, ти Да. вака по конфигурација Один. Не, има, види, стварно е добра екипа. Со исклучок фалат можда уште 2, 3, 4 актери од Кажи ми, првите ај актери. ти кажи наши, ми ова е за екипата од актерите кои би ги спомнала ти и од технички. Па играат вака, игра Дејан Лилич, Владо Јовановски, Роберт Велјановски, Елена Жугич, Зоран Фирчев. Љутков, за Фирчев, Васил, Микич, Мето, Мето Јовановски, Муренц, Рубенс Муратовски. Рубенс Муратовски, еден куп, јас не ги знам помлади, има актери што не ги знам, јас прв пат ги гледам сега. Нашиот тим состои Многу има, не можам 40, Спомни 60, уште, ги ако изборувам овој мислиш со кој дека јас уште имам некој актер сцени. треба да се спомне. Кети Дончева, Кети Дончевска Илик, Илич, Добро, тие со кои јас Андреј имам сцени. Серафимовски го видовме се појави како Дамјан свештеник. Јовановски, Дамјан Цветановски, Дамјан Цветановски. да, Григор Јовановски, Ана Јовановска, Јана Велјановска, од помлади, и техничката Горан, екипа. Горан сега го видовме на сликата. не Стојчевски, Стојановски. Така е, Горан Стојановски. Од Охрид. Од Охрид, од Добро, Треспа. добро. Не мора да никој не се почувствува Значи навреден. многу за се да има не- многу. Знаеш што ми е проблемот? Проблемот ми е што кога ќе отворам на IMDb, ја нема нема, ја бистра не ја вода, ставиле, не ја поставиле. не е уште. поставена. Не ја Тоа ми поставиле, е- уште претпоставувам дека ќе ја постават И како се пришам ако не за ми тоа, доаѓа. затоа што со години однапред знам што се снима, кој снима, ги следам и така натаму и така натаму. Апелирано е за тоа ќе Ќе се коригира. Кој вака, еве, кажи ми, режија, кој е камерман, кој е асистент на режија? Тој ќе ти каже. Техничка екипа, интересен податок исто што имаме огромен број на млади луѓе. Зборувам помлади од 35 годишна возраст. Овој проект ангажира доста млади таленти. Прв асистент на режија е Никола Поповски и тој е исто човек што заслужува да го добие своето признание. Исто е Дејан Милошевски во тимот на продуцентите, е еден од главните продуценти на проектот. Директор на фотографија е Кристијан Караджовски. Со него работат Маријан Петковски и Дејан Милошевски е извршен продуцент? па мислам дека се води како извршен. Да. Бидејќи еден продуцент, он зазема улоги и на локейшн менеджер, и на сет менеджер, и на Нино Миновски е исто дел од тимот на фотографијата. Во шминка имаме Марија Димушевска, Марија Димушевска е костим заедно со Невенка Тодоровска. Не мора сите да ги знаеш. Така, да не ги Да. наброиме Ова е сите. голема Ги екипа. знае он сите. Колку сте у продукција? Ги знае? До толку? Сигурно ги знае. Да, по име ќе ви Не ги е голема набројам, екипа, туку да. да. Дај ми време сакам да ќе ти кажам- ги наброиш. Добро. И финта е што не сме толку многу. Да, У секој сектор сме двајца. продуцијски не се многу. Како? Секој сектор сме двајца. Се исклучува ако камера сме тројца, другиве сектори се сме по двајца. Монтажер е еден, Освен музика. еден е еден. крафт, музика е еден. Уствари двајца сте таму. Таму е Новоградска и Елена. Е Елена, да, како артист како кој во- што придонесува, да, а музика, скор и миксинг ќе биде Игор.
Новоградска. Режија, може да го пуштиш. Ова е превју на музиката од филмот Бистра вода, кој го има направено Новоградска. Дали се слуша, дали иде? Да. А илустрирај со... Чудово изгледа оваа фотографија, кај е снимана? Куќата на Жан? Ова нека Главната стои. куќа. У кадар. Пандас. Кај не се стаја? Да, да, да. О, вау. Океј, извади Не сум од ја видел микрофон, како изгледа. да ја чуеме ексклузивно музиката од носечката тема на Бистра вода.
Еве, имавме прилика да слушнеме и дел од музиката, па прилично исцедив ја од вас. Не знам што ќе цедам со другиве, ама за 2 недели сигурно ќе се собере доволно материјал. Има за 2 недели доаѓаат. Па ја планирам секој 2 недели да Викнеш некој викнам, затоа што на вистина навивам ова, не затоа што нешто лично што и мене ми значи овдека, што Максиме во приказнава, него што овој формат да се, тоа таков инпут ќе биде, затоа што све до сега зависи исклучиво државата ако ти даде пари. Или ко овие мои спортски колеги кои ќе ги земеш за спорт да ги слушаш цело време за пари зборат. И мене ми е збогтисано, не можам да следам актер или режисер на друга телевизија, само за пари се збори. Значи ако успееме да продадеме продукт да влезе на Netflix, значи тој од Амазон ќе рече, чекај што е. Знаеш каква е конкуренција? Страшна е конкуренција. Денеска во Македонија, освен Netflix, Амазон имаш, Prime, Prime го имаш и го имаш од пред некој ден го имаш Disney Plus. Значи тоа се видеотеки цели. Кој ќе видиш серии таму, какви серии никогаш нема да ти текне на торен да ги најдеш, нити некој ќе ги откупи. Така што мислам дека може да биде историска пресвртница еден ваков проект да залепи таму и после секој ќе се интересира за се ова. Точно така, нашата, би рекол, во нашава фела, индолентност, неангажираност произлегува тоа што ние стално и се уште чекаме, и тоа е дел од нашиот проблем во земјава, е дека ние се уште живееме во менталитетот во социјализам, чекаме државата да ни даде пари. Тешко се решаваат поединци да инвестираат или телевизии или газди, да направи серија од која ќе заработи, да види дека може да се заработи да се произведува. Во Србија се растурија од снимање. Бугарија, Турција. Сегде. И заработуваат сериозни пари, продаваат надвор. Не мора да чекаш. Кај нас прв, сега и единствен беше Пеце, кој што го правеше Петко, серијава 5+, и ја правеше Преспав. Сега прави спин-оф од Преспав, нова серија, Сега прави спин-оф од Преспав, нова серија. Значи, веќе трета серија, он наоѓа пари. Мора да е исплатливо. Кој се нафаќа да работи 3 проекти ако нема пари у тоа? И Јани прв пат се зафаќа сега, па има и друг човек, мислам дека младиот Унко, Ѓорѓи Унковски спрема нешто. Не, мислам, знам дека спрема нешто, дал ќе биде и кога ќе биде, не знам, но како ќе почнат да излегуваат и како ќе почне да се заработува, ќе почнат луѓето да гледаат дека има пари, има начин да се преживее. А ако го продадат на Netflix, иди запри го после тоа, почнува да меле, он инвестира, наоѓа други, ќе прави нова, ќе продае на Netflix. Ваква една серија, како што беше ти текнува на Мост, данската серија ја спомна, на мостот меѓу Данска и Шведска, кај што ја наоѓаат таа на пола поделена труп. Еден и почнува истрагата. Многу добра серија. Англичаните направија ремейк. Американците ќе ја земе направат ремейк. Ако го земе ова Netflix, ќе го продаде. Ние имавме, како се каже тоа, во терапија, некоја безвезна серија, не беше лошо направена сценарио. Едно седат на психијатар и ти прават муабет. Че ти ако направиш ваква добра серија, да можеш да ја продадеш у цел Балкан и Источен блок, зашто сегде држи приказната, ти можеш да се растуриш од пари земање. Максим, што мислиш, приказнава држи само Балкан или како би менталниот склоп на еден западњак или еден далекоисточен би исперцепирал оваа приказна? Има ли за него познати елементи овдека, например? Има големи предности сценариото. Едната е тоа што не се држи до стигмата што многу македонски филмови каде што се збори за југосталгија и за колку е се лошо и како се не чини, збори за општи теми, за нешто што вакво. Втората предност е не дека не допираме и на југосталгија теми, и тоа го има нормално. Сакам да кажам, предност е ова сценарио имало можност да созрее 10 години од кога е смислено и имало добро доста време да се деталите да се вкоренат и да отпадне природно она што е вишок. Ова може да го гледа западњачки човек и да му биде сосема пријатно и да го завлече. Ова е баш светски правен. И да не гледа, например, кој ќе гледа ова, бивши руски републики така не перцепираат, бивши источен блок, нивните социјални. Него баш е онака модерна приказ. И е, колку велат, знаеш, и специфичните проблеми на една заедница, на еден локал,
ги интересира. Не мора се да е онака како што е тука, така и во цел свет ги интересира. Баш во ова мало, во оваа заедница, нивната историја, нивната култура, нив им е екзотично тоа. Колку сме екзотични и да го завршиме, го осеќаш како екзотичен или го осеќаш ова Види, како Агата Кристи, Да Винчи? Обете ги има и она што е интересно е дека серијава тоа го презентира на начин на кој што, ако го гледа западен гледач, ќе му биде јасно зошто се случува и што се случува. Зашто ние сме сите овој бивши социјалистичко-комунистички блок се една непознатица за Западот. Што се случувало, како се случувало, што се случува сега у општеството, нив не е јасно до крај зошто е тоа така. Било кој ако фатиш Украина, дури и во овие што се во ЕУ сега, Романија, Бугарија, земји од комунистичкиот блок кои влегоа таму. Уште има корупција, уште се случуваат, се провлекуваат исти феномени кои нив им се неразбирливи. Оваа серија помага да го разбереш тоа. Зошто се влечат уште тие остатоци од тој систем? А каква врска ќе има, например, еден Александар Македонски или вакви антички символи, стари, мистериозни? Не е тоа примарниот фокус на серијата. Максим? Тоа си е Неќе да спорим. Не, па не е примарниот фокус Јас на сакам да серијата. кажам за дека сценариото ни е пишувано по учебник. Не е ова некоја уметничка визија европска каде што правилата важат, не важат. Ова си амерички подучебник. Јани е професор, нас не учи режија. Линеарна е приказната, тоа Да, сакаш да ми кажеш. Претежно да, ама главното ми е дека е јасна. Јасно ти е што се случува. Не треба да толкуваш, па да не си сигурен, па да... Значи Ова секој ќе може да ужива. Секој ќе може да ужива, да ја разбере и да не си запознаен и да не знаеш ништо претходно за овој регион. Секој ќе можеш целосно да ја уживаш. Таа е така убаво соджвакана да најпрост човек може да. Изгледов тие за ликот? Ова е остаток од претходниот лик, утре ќе ме дотеруваат за новиот. Значи, Аха. ова е останато од претходниот лик, малку брада, бев со голема брада, можеше да ме видиш, бев со голема брада, па ја ишишавме, ја симнавме во еден момент и утре ќе ме придотеруваат да ме прилагодат поише на живиот. Симеон, ми беше особено чест и задоволство што еве конечно ти седна овдека во моево студио. Особено ми прави голема чест. Бидејќи си директор на Манаки, те очекувам многу брзо. Важи, кој ќе ме рече директор, јас се смеам, Извини, не сум научен. Не, друже уреду, директоре, уреду. може со директоре како се друже мене вика директоре? директор, ама да. Друже директоре, Да. Со кога задоволство. кога ќе имаш програмата? На што на Манаки? На Манаки. Веќе имаме половина од програмата, ама ќе чекам некаде првата објава да ја направиме околу 15 јули. Може ли после Затворена, тоа може, како не може. да Тогаш и договориме звездите овдека и сите да ќе ги видиме? знаеме, веќе знам делот Така. од звездите, ама тогаш ќе ги знаеме сите. Денски, ноќни снимања, екстериери, интериери, што ќе ве гледаме низ градов. Да. Ми стигнаа многу фотографии и снимки ве снимале од зградите. Озбилно? Да, па имаше луѓе остоеле И на па балкони. снима, ноќе снимавме пред Министерство на финансии, па тие ни помогна, па таму се случуваше. Сакаме да дадеме чест на многу луѓе што ни доаѓаат во пресред ова да се Да, реализира. Локациите што ги бараме, голем дел не бараат ни финансиски оддел, Беко гаражи, градски паркинг Скопје, нашите возила се паркираат таму, луѓето ноќна смена не трпат, таму 100 пати влези и излези, ни дозволуваат. Така е. Тие придонесуваат овој проект помазно да оди. Струја прикачуваме, нема проблем, осветлување. Не кажу Евана да не ни дојде. Да, тоа се светлосни Се тела шалам. што не црпат толку многу реално. Да, снимаме со ледици. Но важно немате такви хикапс за продукцијски да дојдете. Ние на едно место си направивме проблем, мислам, бевме безобзирни кон нив, што си имавме подготовките, дојдовме се со ред архива, нели, доставувавме секаде, и дента на снимање не се најавивме дека утре доаѓаме и на врата им се појавивме 20 луѓе екипа и кој сте ви? Ама се беше во ред, да, зборено беше. Оу, знам, предпоставувам за каде било. Не знам, али предпоставувам. Тоа И
сепак помина. Помина сега. Тоа е Македонија во ред сето незино она мизерија наша овдека, барем оној човечки однос на разбирање. Има Оти у Америка ова не ти поминува, брат. Не, има. Беа многу љубезни во Министерство за финансии, влегувавме до Сабајле, снимавме до 6:30. Чуварите беа љубезни да може да влеземе да се измиеме, имаше крвови, имаше едно друго, не се грижете, се е во ред. И претежно се најавуваме. Човечки однос. И дури кога се случи тоа беше после работни часови, не направивме никому овакво. Се случува од време на време, ама многу често се обзирни и се обидуваат да помагаме, а и ние како екипа на терен се трудиме каде што ќе одиме да оставиме пријатен впечаток од што. Кај ќе имате вака поинтересни? Гледам све низ Скопје. Ќе имате ли некои поегзотични локации, нешто низ Македонија и Манастирот Нерези има рудници кај што одиме, одиме и на терен, одиме во планини кај што има копање, извори и така натаму. Има Алшар ќе барате? Не. Има едниот од ликовите тоа работи. Да, Тоа е по професија и затоа е врзано за таа работа, но има планински куќи кај што се случуваат одредени работи, црквата Свети Спас. Значи имаме убави работи, убави места и екзотични. Убаво изгледа, не е ова да речеш она старо рустикално, представуваме онака естетски работи, имаме и богати работи, представуваме со богата сценографија, што изгледа стварно вау, да речеш, знаеш, висока класа да има како функционира. Ти си дел од продукција и треба да го фалиш продуктот. Ти те очекуваат филмови, серии, те очекува манаки. Имаш ли добар филинг за село? Имам. Тоа ми беше важно. Имам, ќе бев несреќен да немам. Тоа ми се гледа на лицето, ако работам на проект на кој што немам добар филинг. Можам да го кријам, ама не љубам многу да зборувам, зашто треба да лажам, а не сум човек што сака многу те да гледам лаже. овдека си како Да. водопад. Да, само е многу работа, значи многу захтевен проект. Од гледна точка на мојата улога зборувам и па имам 2-3 проекти во исто време кои ги жонглирам, ми доаѓа малку многу понекогаш, ама ќе го стокнеме. Ви благодарам и на двајцата за учеството во емисијата. Задоволство ми Исто. беше, Јанко. Фала. Чест ми е. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Су во тоа су Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Република Македонија. продолжи сервиси, сапорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Треба што се преземат
додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивен. Андрей 10. Како ќе успееме, повторно ти кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се откажувам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам се души поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанков вино да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, тој што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Или не смеам? Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Баже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готва, таткова само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почна ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази што ми кажа, какво ја за тебе, права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече трите, верел сум јас, најглупиот, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојдеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така луѓето резонираат. Имаш една
Poštovani gledači, to беше се за вечер.